Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде пратеник од Бране Петрушевски. Добро дојде. Благодарам на поканата. Бране, ти денеска во ВМРО ДПМН на пресконференција обелоденуваше и објаснуваше дел од криминалите со ЕСМ, тешки милиони. Контра тебе на екс-бихачка се случи една вонредна, така ја нарекува, пресконференција. Искрено не видов што е толку вонредно, беше извонредна, заради тоа што беше настап на Јон Фршковски, кој што втор пат поред призна дека шмркал кокаин. Извинете гледачите, тоа е, нели, сепак тоа е факт, призна дека шмркал, ама бил млад и бил слаб, тоа го правил во просториите според сликите на екс-бихачка. Како гледаш на овој момент, еве, вие правите пресконференции за криминали повторно како што беше и во опозиција, СДСМ прави некои контраспинови дека вие правите лажни вести за да ги зацкриете нивните вистински криминали и излегува сегашната перјаница и Асна Филипче, кој што призна меѓу другото втор пат дека конзумирал хероин. Мислам дека тоа, односно кокаин, тоа е кривично дело, ако не се лажам. Па токму тоа и беше во суштина нашата реакција кога го унапредија, така да кажам, во член на извршен одбор на СДСМ, затоа што тој претходно извршуваше некаква функција во СДСМ, во нивната некој аналитички центар, да. И кога изнесовме ова афера со факти јасно и тогаш, пред неколку месеци и повеќе, призна и тогаш дека тоа е вистина, меѓутоа изостана она кривична, морална и секаква друга одговорност, затоа што сепак се работи за личност која што извршува функции и претендира да извршува сериозни функции. Тоа злоупотреба е извршена очигледно во одредени работни простори. Дали е тоа сега, прашав ми тогаш, еви сега прашуваме дали е тоа на неговото работно место каде што работел или во, не знам, можеби во партискиот штаб или каде и да се објасни од каде ја набавил и така натаму, оние прашања кои што секој разумен граѓанин би си ги поставил, затоа што, видете, не може во државата да толерираме да има одредена политичка каста која што ќе биде привилегирана, или да речеме овие синовите на црвената буржуазија која што 90-тите хараше во државата, и ја направи таа популарна, нели, транзиција која што ја направи и уништија толку луѓе во државата и во принцип целата држава, сега нивните синови да се привилегирани и да не одговараат пред законот. Законот мора да биде исти за сите. Секој кој што се огрешил пред законот треба да сноси таа и кривична и секаква друга одговорност. Не може да се излезе и се каже да тоа е вистина, ама јас бев многу малечок, ништо не разбирав, момент на слабост. Не беше летен во моментот, башка да се лажем. Иако и тоа не е оправдување, но не е малолетен. Не е оправдување и тоа, меѓутоа бил во работен однос, така што не бил апсолутно малолетен. Суштината е тука дека се од СДСМ правда дека одредена елита во наводници во државата треба да биде привилегирана, а секој друг граѓанин доколку се најде во слична ситуација треба да биде санкциониран. Не може така. Сите мора да одговараме еднакво пред законот. Доколку се огрешил, дали било момент на слабост, дали не било, тоа никој не интересира. Она што нас не интересира, дали во службени простори некој злоупотребувал дрога и зошто јавното обвинителство не покренало обвинение за да утврди од каде е набавена таа дрога, каде е било користено, затоа што има и дополнителни кривични моменти доколку е тоа во службени простори. Така што не може едноставно да се премине преку тоа. И на сето на ова сега што го зборуваме, наместо да постапуваат институциите по случај јавното обвинителство, од СДСМ го напредуваат уште погоре во скалилата партиски или во нависокиот орган на партиите. Сега држи некакви пресконференции кои што, да бидам искрен, никогу не му се јасни зашто ги држат, затоа што фотографија е факт. Признание на делото е факт и не може да биде лажна вест. Она кое што го говоривме во делот на криминалите се факти, затоа што е приведен, уапсен директор поранешен на ЕСМ и на управните служби, кој што е од редот на ДУИ, кој што е поставен во согласно со СДСМ, дека переле пари, дека злоупотребиле тендер од 8 милиони евра, дека 2 милиони евра ги испрале преку таа фирма. Има обвинение и треба да си ја сносат. Не е рекла казала, да, и тоа е факт. Она на бихачка. Апсолутно, тоа е факт. Рекла казала е она кое што се случува спротива на бихачка, да речеме дека трезорот не работи, што е апсолутно невистина, дека имало мигранти, што е апсолутно невистина, и се она кое што го прават во изминатиот период, а впрочем за тоа добиваат и пресуди од судовите за клевета, и тоа во едно вакво судство кое што е на најниски гранки, така што апла се чисти доказите кој клевети, а кој зборува вистина. Дали ова она старата
кога крадецот вели фати го крадецот кога вика. Па очигледно видите, многу е да се коментира тешко она кое што се случува во СДСМ, од аспект, нели, сега јас како пратеник и член на ВМРО ДПМН, би требало да не ме интересира што се случува кај во нивната партија, можеби би требало да ми одговара тоа што се случува, затоа што доколку е слабо СДСМ, хипотетички зборено, ние подолго време ќе останеме на власт, меѓутоа не е добро за државата, мора да имаме еден добар баланс меѓу опозиција и позиција, да имаме конструктивна опозиција која што издржано ќе критикува, која што издржани предлози ќе дава за менување на одредени состојби во општество и така низ една нормална демократска атмосфера да може државата да се развива и да оди напред. Меѓутоа таму очигледно критериумот за да се успее во партијата и во партиските редови е или да си злоупотребуваш на дрога, или да си неуспешен личност која што ништо во животот не е допринела. Има и под кривичен прогон. Или да си под кривичен прогон. Што не пие вода на Вардарот, ама... Така, Сокол кој што е сериозен кривични пријави и во однос на неговото функционирање, меѓутоа и неговиот карактер кој што е сега го знаеме сите, Македонија не е голема држава и знаеме генерално луѓето со што се бавели, со што се бават. Или не знам како Александар Нумовски што беше градоначалник на Ѓорче, кој што беше запаметен единствено што набавил енормно скапа машина за перење, али што ништо повеќе. Значи тоа се такви типови и такви типови на луѓе напредуваат во скалилата на СДСМ, обкружени околу оној кој што глуми председател Венко Филипче, а нормално главниот е Зоран Заев, што секој кој што се занимава со политика и кој што следи политика, апсолутно ги препознава. Од авион се гледа, иста е матрицата, тотално, апсолутно, како да се вратиме 2016-та, 15-та, кога Заев действуваше, ништо не е сменето. Истите методи ги само гледаме. Само него го нема, ама тоа е во Дубај, така нели? Да, он е во Дубај, ама од сенка ги менаџира работите, истите се методите, истите се тие некои форсирања на некои лажни теми кои што сметаат дека ете може да мобилизира некое гласачко тело, затоа што они немаат суштина, немаат понуда, немаат некоја идеја која што ќе ги залепи граѓаните околу нив, некаков проект, некаква визија, некаква стратегија. Фамилии користат исти семејства. Апсолутно. Знаеш, вела дека на Бихачка буквално сватиле дека историјата не се менува и се повторува. Велат затоа што, ако се сеќаваш, неговиот татко беше министер за внатрешни работи кој што имаше атентат на претседател, за среќа неуспешен, но загина возачот меѓу другото. Така. Атентат кој што и ден денес е неразјаснет, тогаш беше тотално ништо не беше јасно, се случи тоа што се случи и наместо да си даде оставка во секоја нормална држава тоа би било, или пак да побараат, односно да го разрешат интерпелација, беше награден во министер за надворешни работи, награден бидејќи перјаниците во власта се неколку, но Министерството за внатрешни работи заедно со финансии и одбрана е меѓу нив и беше награден да биде министер. Што се случи тука? Имавме човек кој што беше фатен како конзумира, си призна и тогаш во ред, ама тоа не е ако признаеш па пола ти се проштува, нели? Си призна, народната така и од аналитички тим го ставаат, го унапредуваат како што кажа и ти самиот во член на највисокото тело, извршниот одбор, кај вас се извршниот комитет. Така што малку е тотално нелогично и сега се случуваат афери кои што ги вадите, како што кажуваш со факти, со бројки, има и обвинети, меѓу друго. Замеси тоа јавното обвинителство се дрзнало да чепне таму, а тука излегуваат со лажни вести и велат дека вие сте оние што лажете. Многу е Монти Пајтон приказка. Многу е и континуирано тоа го прават, не сваќам од позиција на граѓанин или да кажем од позиција на политичар, зашто тоа го прават кога не им носи бенефит. Кога гледа дека тонат од избори на избори, да, апсолутно. Како со црвените линии. Апсолутно и тоа беше катастрофален потек во предизборието и гледа дека резултатот им биде подолу и место да се сменат. Тие одат со мигранти. Продолжуваат на истиот начин. И таа тема се расписка како мера од Перу. Сега вие спречувате слобода на говор. Тоа е се такви некои апстрактни теми. Сега дали се тоа, извини што те прекинувам, наликува на еден познат стратег кој што последните 2 месеца се пенавеше бранејќи го Филипче од Петни жили, многу изненадувачки зашто не го познававме во минатото како таков особено, но еве откако тој се испенави, неговиот син стана дел од извршниот одбор, значи ништо не е случајно. Ништо и по соопштенијата кои што ги или пресконференциите кои што ги држат во Социјалдемократскиот сојуз се чита ракописот на Фрчковски, постариот,
И нели тие негови теории на заговор, па не знам сега споредување да. со Вучич, па не знам некаква меѓународна политика која што апсолутно нека се одесува со реалноста. Многу интернационализми во светот. Премногу интернационализми, па дури обиди за некакви рецепти да се представат личностите, така што многу давање контексти на обична работа, кога ќе ставиш во контекст можеш да направиш прекрасна теорија на заговор, мислам, знаеме како се. Да, она кое што го прават е премногу банално, премногу смешно и апсолутно не поминува во јавноста и за жал, ќе кажам за жал затоа што на Македонија треба сериозна опозиција, за жал само тонат подлабоко. И ако се присетиме, например, во минатото, кои кадри биле во СДСМ, сега без разлика што сме политички противници, сепак таму имало сериозни универзитетски професори кои што нешто ставиле позади себе, или одредени бизнисмени кои што имале бекграунд позади себе, или млади личности кои што биле талентирани во делот на политиката и се она кои што сме гледали на тоа, сега само се сведува на личности кои што не знам како да кажам. Ги има и сега, ама сега се надвор од партијата и плукаат по овие што се тука. Ги има една редица, секој ден излегува. Дали бил Ивор Мицковски, дали Куновска, еден по еден и оставки се даваат од некои функции, так. критики сериозни по социјалните мрежи, ама остана ликови као Мали Фрчко, Наумовски, овој од Затворов, Сокол и такви личности кои што според мене најмалку има местото во политиката, доколку сакаме политиката да извадиме од она мучуриште на општеството и оние луѓе кои што освен за криминал, корупција, злоупотреба на привилегии и функции, друго и не знаат. Знаеш дека за Фани Сорос велат дека бидејќи е повторно нели заменик на Филипче, да не речам десна рака, дека првиот пат кога влезе знаела тројца, кажа СДСМовци, дека сега знаела еден за тоа што двајцата заминале во знам во меѓувреме, така што тоа е предпоставувам новитетот. Дополнително и мора да искоментираме и сега не знам каква функција дадоа нешто како координатор на совет или што и да и беше претходната потпредседателка Ана Чупеска. Да. Доста позната изминатиот период предизборен со коментирањето на ова станува се мрази себе се дигнува ги мрази сите. Да, ама резултатот на СДСМ на локалните избори бил фантастичен, бил одличен и така беше на сериозен подсмев од јавноста, што под притисок и си поднесе оставка и сега повторно вратена на функција во СДСМ. Има сериозен проблем и Филипче и Заев, сепак тоа раководите партијата, имаат сериозен проблем да привлечат квалитетни кадри, што лично јас знам две-тројца луѓе кои што важат за сериозни имења во СДСМ, кои што ги одбиле да бидат членови на извршен одбор на партијата, така што мислам дека толку се прочитани и таа цела оваа политика и сето ова кое што ние го коментираме не е нешто сега ново, ова го имате изанализирано и тие нивни членови кои што важат за некакви, да кажеме, столбови во СДСМ со личности со тежина кои што го имаат ова прочитано и кои што им одбиваат и не сакаат да прифаќаат да бидат дел во рамките на ова раководство на СДСМ. Така што доколку таму не се смени нешто посериозно, мислам дека СДСМ оди кон една маргинална политичка партија која што ќе падне и под овие минимуми кои што ги доживува на последните две изборни циклуси. Народски кажано стечај. Па натаму одат. Да. Ако нешто не се промени драстично. Така, видовме во предизборието токму на ден-два претходно кога и нивниот поранешен идол и папа Црвенковски се откажа од нив со постапките кои што ги направи со блискоста пројавена и со луѓе од знам, но и со од ВМРО ДПМН градоначалници тогашни актуелни и се, но дали сепак на крајот на краиштата ова да не речам денеска вонредна конференција на СДСМ, претходно ударот врз слободата на говорот која што отидоа да се поплачат каде друго, Царска бидејќи само таа им остана во уставен, Коцевски им замина. Има сериозен проблем. Дали ова што се случува и она што се случуваше во претходниот период, она пројавување колку да ги има, нити црвените линии стигнаа во собрание, нити мигрантите, резолуцијата наводна стигна во собрание. Ова за осуда и нападот врз слободата на говор отиде во уставен. Мислам ќе го разгледуваат или некако иде. Тука е многу интересно, морам да искоментирам во делот на таа нивна представка за уставен. Не сакам да бидам сватан дека имам намера да влијам или било што, меѓутоа едно мора да расчистиме заради јавност. По устав, согласно Уставот на Република Македонија, Уставниот суд разгледува согласност на акти, општи акти и закони. Дали се во согласност со уставот. Резолуција е политичка декларација. Тоа не е општ акт или законот кој што произлегува правна норма. Тоа е
едно изјавување на политички став. Так. И тоа не може да биде укинато, не може да биде предмет на разгледување на Уставниот суд. Треба Уставниот суд исклучиво се предложи за ненадлежен и дека не може да постапува. Зборуваме ако сме правна држава. Сомнежот ми е тука, ако се навратам во минатото, како функционира Уставниот суд по однос на закони кои што СДСМ ги смета дека се штетни за нивниот рейтинг, а добри за рейтингот на ВМРО. Зборувам тука пред се за линеарното зголемување на пензиите, како веднаш го ставија да разгледување, како се трудат да го укинат, за да не дека може да се спречи ретроградно нешто, да се враќаат парите условно, меѓутоа она кое што ние како идно зголемување на пензиите сме го планирале во буџетите, ќе го спречат да не може да го реализираме и со тоа сметаа дека ете ќе ни го намалат влијанието. Така тие функционираат и така размислуваат и затоа така и зборувам. И мислам дека Уставниот суд го гледа како една брана од некои успешни проекти кои што ВМРО ќе ги реализира како законски решенија да успеат да ги процесираат таму и да ги укинат. Се надам дека ќе се воздигне над ова улога Уставниот суд и се надам дека ќе му објасни како што секој не треба да си правник за оваа работа, да му објасни дека резолуцијата не е општ акт и нема правна норма и не може да биде предмет. Јас се чудам како Фрчковски како универзитетски професор таму на правен факултет дозволил една ваква представка или плејада на правници кои што ги имаат во СДСМ, новинарски кажано се вика патка. Да, кои што дозволиле воопшто тоа нешто да се деси. После што ќе ги укине, дали ќе ги укине Уставен или сите ќе речат дечки не постојат мигранти, постојат мигранти. Дечки, не може ова да биде удар врз слободата на говорот, затоа што не наложува ништо околу слободата на говорот. Нема никаква правна норма. Така. А е политички став, е декларација на собрание, затоа што не може кога ниту еден релевантен извор не кажал дека ќе има мигранти во Македонија, или дека има некаков договор. Притоа, сите релевантни институции во државата, од председателот на владата, од председателот телката на државата, од Министерството за внатрешни и за надворешни министрите, сите демантира амбасадата на Велика Британија. Исто, ниту еден од Британија е релевантен, сега не може ние се повикуваме на ток-шоу или некои емисии. Легитимна е дебатата таму во Британија. Никој не може да ја оспори, можеби тие се размислуваат, си барат решенија за одредени нивни проблеми и тоа си е легитимно. И таму е со можеби или ако тие внимаваат, не се тие имаат тие одредена култура на изразување, меѓутоа тоа е дебата во британското општество. Никаде нема релевантен извор кој што кажал дека такво нешто се случило ниту од британска страна, ниту од македонска страна. И откако упорно тоа се демантира, тие да продолжуваат секојдневно со по неколку пресконференции, со по неколку соопштенија, тоа да го презентираат како вистина, притоа замислете да кажуваат дека во рамките на стратешкото партнерство со Велика Британија било составен дел донесувањето на нелегални мигранти или оние кои што не добиле азил во Македонија, а притоа нивните пратеници во собранието го разгледале или биле должни да го разгледаат тој закон кој што затоа што секој меѓународен договор се ратификува со закон за ратификација во собранието и е јавно објавен на веб страната на собранието на крајот на краиштата, секој може да го прочита да види дека апсолутна невистина, апсолутна невистина. Да. Дали сепак Бране за сето ова се крие еден уплав народски кажано од она што следува. Да, Коцевски веќе неколку дена не е на позиција, денеска е назначен и веде државен јавен обвинител. Во превод, последната брана или заштитница на СДСМ, добро, и судот следува натаму, но јавното обвинителство ги оформува случаите, доказите се од МВР пратени. Самиот премиер и министерот за внатрешни кажаа дека се многу, стотина. Преку стотина кривични пријави имаат поднесено институциите надлежни за прогон, од кои што над 40 се за висока корупција и за високо профилирани личности кои што се бават со корупција. Стојат во фиоките. Сега имаме нов државен јавен обвинител, макар веде, а ќе има и нов. Каде и да и нов. Може би ќе биде истиот, не се, но нема да биде и Јовевски, нема да биде Коцевски, значи ќе биде некој што ќе мора по сила на нештата и бидејќи така се гледа случаите ги имаат аргументите, доказите, факти се исто како со она што ти настапуваше во врска со ЕСМ, ќе ги отворат тие случаи.
Дали, еве, ја гледано од страна веќе 2-3 недели го зборувам тоа дека се тоа што го прават, особено со мигрантите сега со слободата на говорот, всушност е на манипулација за да се представат како политички дека ги има, а всушност тресат зелени, но ги има, сега кога вие ќе ги атакувате, односно јавното обвинителство со криминалот што е направен, а тука ќе се појават многу, да не се лажеме, од врхушката на СДСМ ликови и од ДУИ, тие ќе речат, ете, затоа што ние колку и да звучи глупаво и Монти Пајтоновски, предупредивме дека мигрантите ќе дојдат, сега затоа што предупредивме важните мигранти дека ќе дојдат, тие нас ни отвораат кривични случаи. Ова е политички, не е кривичен прогон. Таа карта е, да не се лажеме, од авион се гледа. Апсолутно, да. И свесни се дека, нели, сега вака кажано, народски јамката им се стега. Да, не само со ова, не само со кадровските измени кои што неминовно ќе се случат, затоа што први ние дадовме шанса на овој јавен обвинител кој што е избран од СДСМ и ДУИ мнозинството. Значи, ако се присетиме, нели, Заев пред да дојдете на власт. Да, Заев ветуваше на времето јавен обвинител избран од опозиција, никогаш не го реализира, ние го реализиравме. Имавме 16, 17, не знам колку месеци, јавен обвинител кој што не беше избран од владеачкото мнозинство, за кој што не беа ниту сме го предложили, сме го гласали. Нивен условно кажано избор. И му дававме шанса да работи. Тие го разрешија за една недела. Првото нешто што правеа СДСМ кога дојде на власт беше разрешување на јавен обвинител. Ние тоа апсолутно сме различни, не го направи. Меѓутоа, ај што ние тргнете го ВМРО што не е задоволно од работата. Целата јавност, нема еден граѓанин кој што ќе ви каже дека добро работи јавното обвинителство, добар е овој обвинител или правосудниот систем во целина. Или присетете се на дебатата која што се отвори за буџетот за јавното обвинителство и за судството, на крај тие ја сведоа на поголеми плати. За пари, буквално за пари. Никога не спомна ефикасност, никога не спомна нова дигитализација, да речеме, начин како да се убрзаат постапките, како граѓаните побрзо дојдат до правда. Ништо тоа не се дебатираше од страна на Судскиот совет, обвинителскиот совет. Единствено што се дебатираше беше мали им се платите. И овие плати од по 2, 3, 4, не знам колку илјади евра, им се мали, требало уште поголеми. Со 2% доверба во јавноста, со никаква правда, со сите случаи во ФИОК. Мислам, дегутантно е така да зборуваат, меѓутоа тоа се фактите. И од друга страна, имаме сериозни закони кои што дел влегува во собраниска постапка. Еве, денеска започна законот за судски совет, со кој што ги заоструваме критериумите за она кој може да биде член на судски совет. Некако што беше претходно некој чиновник од СДСМ таму. Видете, они имаа претходно една формулација, истакнат правник. Меѓутоа, никаде законот не дефинираше што е истамен правник. Дали универзитетски професор, дали не знам, адвокат кој што работи 20 години, дали судија, дали обвинител со стаж, така, нигде не беше дефинирано. Работел во СДСМ како правник и он е истакнат. И така се ги вадеа од правна комисија на СДСМ во член на судски совет. А за граѓаните судскиот совет е органот кој што избира и разрешува судии. За жал, изминативе години само избирал, никако не разрешувал. Значи, во сите извештаи кои што ги доставуваат до собранието годишни за работа на судскиот совет, или има покренато постапка за еден судија заглавена во судски лабиринти, или не, знаете какво дно е правосудството. Не може да ми убеди никој дека сите судии се има честни, безпрекорни судии, апсолутно симнувам капа. Меѓутоа, оние нечестните, оние кои што го прават ова, кои што го прават, го валкаат целиот образ на правосудниот систем. И никој од тие да не биде предмет на разрешување со години наназад. А од друга страна да бараме поголеми плати од овие кои што ги имаат. А кои што се, вака да видам, во споредба со регионот, едни од највисоките. А ако направиме споредба со животниот стандард, убедени бидете дека се највисоки во Европа. Во споредба со животниот стандард на државата. Така што и текако дебело се платени, доживотни мандати имаат, уживаат имунитет. Се што треба, државата им обезбедила. Она кој што се обари од нив, тоа е да испорачаат правда. Не селективна правда. Никој не вели апсите ги од СДСМ и ДУИ, не ги апсите и ВМРО. Сите кои што се огрешиле, без разлика на политичка партија, должни се, затоа ги плаќаме како граѓани, да ја спроведат таа правда. Ама не ја спроведуваат. И уште неколку закони кои што не се во собраниска процедура, само уште повеќе го стегаат добрачот околу СДСМ, затоа што знаат дека веќе нема да можат преку нивните инсталации во судството и водителството да се амнестираат. И дополнително ви текнува дека пред 2 години го сменија кривичниот закон. Така, за кој што имаме страшни забелешки од сите. Секаде, да. И на крајот во февруари оваа година и Уставниот суд се произнесе по однос на ова прашање и му даде
укажување на собранието да се регулира тој процес до крајот на годината, зашто за среќа денеска мислам дека веќе излегува дека го стопира тој процес затоа што во собраниска постапка се измените на 353 спорниот член токму. Да, враќаме тој член со 2-3 подчлена, да речеме, кои што го уредуваат делот на злоупотреба на функцијата и делот, особено во делот на злоупотреба на јавните набавки. Воведуваме поригорозна казнена политика и во тој дел генерално компаративно со другите држави, изработена сериозна компаративна анализа. Имаме дополнителни измени во делот на она кое што сакам да го напоменам, проширена конфискација. Така. Значи не само да нели бидат осудени и потоа имотот што нелегално го стекнале да им остане после издржувањето на казната, туку проширена конфискација. Мотивот за такво нешто им го одземат. Така, да се одземе се она кое што е украдено од државата да се врати. Имаме уште неколку измени кои што се во делот на службено гонење на семено наследство, во делот на поуспешна примена на безбеден град, во делот на експлицитно објавување на слики и видеа, нешто што беше процесот јавна соба, така што ги заоструваме генерално сите санкции и сметам дека покажуваме и ние како ВМРО затоа што сме свесни дека ова ќе важи од денот на донесување па натаму и дека не може ретроградно да го вратиме и дека дел од функционењите на СДС се амнестирани со тоа што они го изгласаа тогаш и го укина во собранието, меѓутоа од нашите ќе почнеме и од денеска па натаму или од денот на изгласување на тој закон, секој кој што ќе се огреши функционер ќе одговара пред законот, ама ќе одговарат и овие кои што беа претходно на власт, така што она кое што го спориме, неселективна правда, ќе дојде во Република Македонија од сите овие сегменти, и од делот на законските измени, и од делот на кадровските измени кои што неминовно ќе се случат и во судската власт и во јавно-обвинителската власт, без да бидеме обвинети дека ние се мешаме или го окупираме или било што. Сите процеси ги тераме согласно европски стандарди, согласно укажување на експерти, трпиме критики заради динамиката на спроведување на тие реформи како власт, иако сме посебна власт, како извршна, законодавна, судската е посебна власт и не смееме да се мешаме, меѓутоа наоѓаме механизми да го испорачаме она кое што граѓаните го бараат, а тоа е еднаква правда за сите во Република Македонија, еднаш за секогаш да сватат сите функционери дека доколку се огрешат пред законот ќе одговарат и тоа е правило на исклучок. И така мора да биде. Дали крајот на 2025-та и сето она што се случува, особено последниот месец, зборуваме за разрешување конечно на државниот јавен обвинител, зборуваме за законот за судски совет, зборуваме за законот за кривичниот законник, нели многу работи кои што се средуваат во моментов, но ќе бидат реализирани конкретно во 2026-та, кога и ќе се избере според најавите новиот јавен обвинител, кога ќе се применат, веќе почна да се применуваат овие закони. Дали може да очекуваме според сето ова дека 2026-та, за 9 дена доаѓа, ќе биде година на тој толку насушно потребен ремонт на македонското правосудство, една перестројка буквално кажано, не можеме од почеток, нели, но со поправка, една генерален ремонт, да речам, што ќе се направи за да конечно се врати на нозе и да ја видиме таа правдата која што е многу интересно, извини за дигресијата, постојано во соопштенијата на СДСМ велат ќе ја вратиме правдата, ќе ја донесеме правдата. Ја мислам дека не дај Боже за нив треба да си мислат ако дојде за тоа што имајќи преди што правеа минативе 7 години, не само на криминален, туку и на национален план и на се, таа правда доаѓањето не би им годело на нив. Но може ли да очекуваме 26-та година да биде време кога правдата конечно ќе се врати во Македонија? Мора 26-та да биде година во која што правдата ќе почне да се чувствува во Република Македонија, се тоа кое што го правиме. И не само како ВМРО ДПМН или како влада или како собрание, дел од овие реформски закони кои што допрва ќе стигаат во собранието и се во завршна фаза, се и составен дел на планот за раст на Европската комисија кои што го бараат таа реформа од нас. Ќе имаме 12 на закони само од овој правосуден сегмент кои што во 26-та година ќе стапат на сила, веќе се сработени квалитетно со експерти, пратени на Венецијанска комисија, усогласени со Европската комисија и сите закони еден по еден ќе бидат донесени во собранието, ќе биде отворена детална расправа, сите граѓани ќе ги знаат. Имаме скоро
при крај во завршна фаза комплетно нов кривичен законник. Значи ова кој Нема што да ги носите прости со европско Не, знаменце. во редовна, во редовна постапка. Да протурат глупости, да. Тоа е нивен заштитен знак, Да. тоа што они се обидува со такви шверцерски да. начин на носење на закони да амнестираат луѓе, како што беше со Скокивичниот, како што беше со законот за игри на среќа кога груби сакаа да го амнестираат. Тоа е во минатото. Овдека зборуваме за сериозен начин на носење на закони, редовна постапка, закони кои што се од европските стандарди, закони кои што значат сериозна суштинска реформа во правосудниот систем и мислам дека заштитен знак, ако може така да кажем, на 26-та ќе биде почеток на носење на правдата во Република Македонија, затоа што самите закони се така направени да полека ќе го чистат тој талогот во јавното обвинителство и во судството и ќе си доаѓаат луѓе на вистински позиции, луѓе кои што се пред се компетентни и кои што може да се носат со функциите во правосудниот систем, кои што ќе бидат имуни на секакви влијанија, на политички, на елити, бизнес елити, на секакви влијани, кои што ќе бидат задолжени она за кои што се платени да си го испорачат таму, така што ќе имаме еден добар условно кажано период во 26-та за правдата во Република Македонија. Тоа граѓаните го бараат и сум свесен еве и како пратеник од ВМРО ДПМН, затоа што секојдневно комуницирам со граѓаните дека дури сметаат дека доцниме, сметаат дека досега требало да биде, ја мора да и на сите тоа ми го објаснувам. Не сакам да се споредувам со СДСМ. За мене не е аргумент кога некој ќе ми каже Заев прво го разреши јавниот обвинител. Тоа за мене е нешто кое што значи обратно од тоа да постапам. Значи, се што постапило СДС, видовме како завршило. Не е тоа репер за водење на држава. Напротив, една демократска атмосфера, еден стручен надзор на сите законски измени, на сите процеси, на сите кадровски решенија. Еве, успеавме да јавниот обвинител сам се повлече и се даде оставка токму на денот кога требаше да биде разрешен. Зошто? Затоа што свати и самиот дека доколку имаше парламентарна дебата, аргументите не се на негова страна. И дека она кое што ќе беше изнесено од собраницката говорница апсолутно немаше да иде во негов прилог, затоа што ќе ги изнесевме и сите овие случаи за кои што говориме во изминатиот период, кои што се сработани од институциите во форма на кривични пријави до јавното обвинителство, а се чуваат во фиока и не се процесираат. И зошто не се процесираат, и како не се процесираат, и кој ги штити. Така што апсолутно мислам дека полека, но свесно полека, за да не изгрешиме, за да избрзаме, за да не бидеме искритикувани дека нешто погрешно правиме, меѓутоа ги реформираме и овие најзаостанати сегменти во нашето општество. Дополнително, и премиерот најави, и тоа ќе биде во 2026 година, сите оние потреби кои што се од финансиски карактер за функционирање на јавното обвинителство и за судиите, ама не за поголеми плати енормни, туку зборуваме тука за кадар кој што им е помошно технички персонал кој што им е потребен, зборуваме за асистенти кои што им се потребни, за стручен кадар, зборуваме за се она кое што значи репроматеријали за функционирање и се што им треба за да ја спроведат правдата ќе им биде обезбедено. Нека седнат, нека направат план, нека кажат колку им треба. Тука е премиерот, тука е министерката за финансии, тука е собранието, ако треба ребаланс или било што, ќе им биде овозможено. Меѓутоа, мора да се свесни дека целиот народ од нив бара испорачување на правда. И се ова што го правиме, не го правиме зашто нас така ни текнало, туку затоа што мора конечно да завладее правдата во Република Македонија и тоа неминовно ќе се случи во 2026 година. Се сеќаваш на европското знаменце на законот за марихуана и психотропни супстанции, само за да не заборавиме што ни се случуваше. Многу такви работи. Мене ми е многу банален исто примерот кога се менуваше законот за игри на среќа со европско знаменце, а тој сегмент воопшто не е дел од европското аки. Значи, игрите на среќа не ги уредуваат, секаде се различни, не е тоа дел од европското законодавство. Во Бугарија, да речеме, се забранети, во другите држави се дозволени. Тоа е оставено на националните земји да си ги прават како што сакаат. А ти еден таков закон, само за да го амнестираат груби, се обидува да го донесат со европско знаменце, па лета филџани во собрание и каков притисок се вршеше врз опозицијата, само да се донесе еден таков закон. Жена ти треба да добие земјиште за да стави фотоволтаици и ти не доаѓаш на таа седница, го ставаш Артан Груби да ја води, а потоа тој на тебе ти учинува, па тој излегува од седницата, па гласате за игрите на среќа. Тоа беше многу страшно натиго, дај ми го безобразие. Љупчо, серијални емисии, само за да ги анализираме ваквите баналности кои што се случува во изминатиот период. Серијални емисии, да ги наведеме сите.
имаме време, но ќе продолжиме по рекламите, мораме да одиме со нив, ќе зборуваме за притисокот врз новинарите и новинарството во Македонија, ќе зборуваме за еден фрапантен податок. Атина има 2000 прекршоци за 4 дена со Safe City пилот системот. Имавме 65.000 за 12 часа, малку да се подсетиме каде сме, што сме и зошто не сме, нели, каде треба да бидеме. Со нас е Бране Петрушевски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеникот Бране Петрушевски. Бране, уште една промена на СДСМ која што наликува на пред 10-12 на години едно действување пред она шарената и во рамки на таа шарената дееволуција, не беше револуција напред од луѓето мајмуни од државата протекторат еден период. Но ете, имаме повторно еден страшен силен атак на СДСМ врз медиумите кои што не им одговараат. Постои уредувачка политика, постои начин на кој што се известува, има стандарди и се. Во ред на ова што се случува е директен атак, особено врз неколку портали кои што особено многу им пречат. Тоа се Курир плюс Инфо, Вечер МК и Република е меѓу нив. Нешто јавно жигосување, квалификации безобразни, нели? На што, нали, црни темни некои времења, многу дегутантно. Се запрепастив кога видов и нивно соопштение во кое што напаѓајќи ги овие медиуми, па дури беше тоа проткаено со одредени графикони, со одредени анализи, какви вести, главни вести, желба да бидат уредници. Да, како да се тие уредници на вестите и како се чудат како нивната, како да ја кажам, освен лажна вест за мигранти, не била, иако била истретирана, ама не била истретирана на нивото на кое што тие очекувале. Така што апсолутно исто се враќам на назад како што рековте вие пред 10 на 12 години, кога дури правеа протести пред приватни телевизии. Да. Се уште не ги фатиле телевизиите, да. За мене барем. Прашање на време. Тие треба да си размислат и да си тргнат од самите себе, зошто ваквите медиуми кои што сега реално се и па најчитани во делот на порталите, не им ги третираат под наводници вестите како на начин на кој што тие сакаат, очигледно дека толку им се сериозни тие вести. Мислам дека комплетната пиар стратегија им е доведена до степен да никој не ги разбира што сакаат веќе да кажат и да никој не може ниту да извади една асална вест која што ќе произлезе од кај СДСМ, а да не е лажна вест. Сепак постојат стандарди во медиумите кои што мора да ги испочитуваат без разлика што СДСМ ќе соопшти, сепак тоа мора да е до некаде веродостојно и да некоја да има некоја специфична тежина за да сепак некој сериозен медиум тоа го објави на начин на кој што тие очекуваат. Мислам дека им треба сериозна реформа и во делот на комуникацијата со медиумите, кое што има, затоа што не е добро за ниту една политичка партија да влегува во војна со медиуми. И тоа се покажало и во Македонија, се покажало и во генерално во светот, дека таквите политички елити можеби краткорочно нешто да ќе успеат, меѓутоа долгорочно не им било добро. Такво нешто го прави и левица, така што мислам дека апсолутно не име тоа добра стратегија за нив, пак е повторов, затоа што на државата им треба опозиција, значи секоја квалитетна и добра опозиција значи корективна власта и подобра власт што на крајот на криштата е во бенефит на сите граѓани на Република Македонија. Ја спомна левица, не случајно мислам дека се погоди во исто време кога СДСМ го правеше тоа за третманот на нивниот Венко Филипче кој што реално избега од пресконференција и тоа беше факт зошто новинарите така го третирале, тоа не одговори на новинарски прашања. Ако во некоја држава не е вест дека нивниот председателот на опозицијата, на најголемата опозицијска партија, избегал од пресконференција, а притоа отвора теми за имагинарни мигранти и ред други работи кои што треба да ги одговори должен е кон јавноста, а јавноста се новинарите, но испадна дека не било така, не смело да прашуваат новинарите. Очебидно дека ако можат и би не пратиле на Голи оток, ама за жал ги нема тие времења. Но тука се појави и левица, ја спомена. Исто со атак директен, конкретен, со повторно некои омалажувачки работи, бележења, жигосувања, квалификации. Како гледаш на овој симултан едноставно акт, уште дуи фалеше, дуи беа најдоблесни замисли од целата работа. Да се чудиш. Очигледно дека добро се работуваат таму со левица и се координираат, ама лоше што го прифатиле овој стил на левица кој што е еден начин на функционирање према медиумите на тотално не демократски за мои стандарди дури безобразен начин.
се скараа со сите можни медиуми што може да се скарат, за да после се жалат дека медиумите не ги викале. Сега не знам како не разбираат дека доколку некој го навредуваш со зборови кои што ја сега не можам да ги употребам овде, не може да очекуваш дека ќе ти отстапи простор во емисија. Тоа едноставно се граничи со лудост. Напротив, политичките партии треба да гајат перфектен однос со медиумите, со новинарите, затоа што тие се нивното огледало кон јавноста и нормално да одговараат на нивните прашања, затоа што на крајот на краиштата новинарите ги поставуваат тие прашања затоа што се јавен интерес, не затоа што нив така им се текнало во даден момент. Меѓутоа, сум зборел за левица, тие се политичка партија која што е формирана да биде опозиција на ВМРО-ДПМН. Дури кога бевме ние опозиција, тие беа опозиција на нас, како ние како опозиција. Сега кога сме власт, нормално повторно со опозиција, сме ја нуделе и во минатото и соработки коалиција, апсолутно само го потврдиле фактот дека се формирани како структура да бидат контра ВМРО. ДПМН и сега се во една поприродна положба, затоа што сепак ние сме на власт, па можат да действуваат на нив. Утре да им даеш власт, тие веднаш ќе остават затоа што не се навикнати да реализираат проекти, не се навикнати да носат одговорност, не се навикнати да водат држава, тие се создадени исклучиво за хејтерство према ВМРО-ДПМН и за жал овој период им се случи една ситуација во која што се покажа целото нивно лицемерство. Во минатиот период со години зборам наназад, секоја една сообраќајна несреќа, секоја една трагедија во Македонија беше искоментирана од левица на едно највисоко можно ниво, со најпогрдни зборови, со јавни линчови, со јавни осудувања на најбезобразно ниво. И генерално тоа одело контра ВМРО-ДПМН. Сега, кога нивниот пратеник учествувал во сообраќајна несреќа која што има смртни последици, кога му било покренато обвинение за учество во една таква сообраќајна несреќа, одеднаш тие бараат презумпција на невиност, осет, чувство, болка и сето она кое што апсолутно го немаше кога се однесуваше со некој друг. Падна во собствената замка, која што ја градат со години на говор на омраза, на омаловажување, на создавање на една тензична состојба во општеството. Или исто како што падна во својата замка на овие локални избори, кога пред изборите нивниот претседател Апасија велеше дека секој пратеник кој што ќе се кандидирал за градоначалник, затоа што градоначалничката функција била пониска од пратеничката функција, доколку не победи на тие локални избори, го губи легитимитетот кој што го имал и требало да си поднесе оставка од пратеничката функција. Арно, ама? Тоа он го говореше, Так. тоа јавно е на неговиот Facebook напишано статус. Арно, ама кога дојде Амар Мециновиќ, Јована Мојсовска, кои што се кандидираа за градоначалници во своите општини во град Скопје, Да? изгубија на тие локални избори. Не гледам сега дека се повлекуваат од пратеничката функција, изјавувајќи дека Се го шегувавме изгубиле во тоа. мандатот кој што го имале. Туку бегаат во некои други теми. Тоа е стапката на лицемеријата која што ја прават. Затоа што тие, верувајте, многу комодно се чувствуваат во една ваква позиција, кога се во опозиција, кога за се можат да критикуваат, за се можат да обвинуваат, да линчуваат, јавно да судат, сите ќе ве бесиме, крв ќе оно, значи се она кое што го прават. А кога тие треба да понесат одредена одговорност, тогаш тоа за нас не важи, ние не. Тоа за другите вика важи. Ние не. Так. Знаеш, ги слушам и вака и нивните коментари као требало, па нели се различни. Нели ќе покажале како требало да се однесува одреден политичар. Или ќе критикува, ги линчува пратениците кои што согласно закон наплаќаат, им се плаќаат патните трошкови, а кога во јавноста излезе дека тие си наплаќале патните трошкови, само што нашле начин да го изиграат системот, односно од касата на својата политичка партија, а тоа се парите кои што преку законот државно финансирање им се од буџетски средства им се слеваат во партиската каса, тие потоа ги зимаат и се исплаќаат на сопствени функционери кои што се пратеници. Па дури нивната пратеничка зимала плата од собранието, па зимала плата и од партијата, што е тотално незаконски. Иако самата си го објави тоа на Facebook дека била сметководител во левица и затоа ја зимала тие огромни паушали месечни, кои што се незамисливи за нивните членови кои што за жал или за среќа ги поддржуваат, меѓутоа тоа се незамисливи паушали за нив.
Таа јавно призна дека вршила 2 работни места, а уставот и законот забранува на пратеникот да врши друга функција освен да биде професионално пратеник. И вакви примери има милион во кои што левица си паѓа сама во сопствените замки. Зошто? Затоа што немаат стратегија, немаат визија, немаат план и не знаат како да владеат со државата. Тие се наоѓаат во комодна позиција во која што исклучиво критикуваат со најпогрди зборови, хејтерски. Таа позиција им овозможува на Апасиев, на Крмов, на Амар Мециновиќ, на Јована Мојсовска, на Сашко Јанчев и на тие неколкумине кои што се во врсушката, кои што се штитат вака јако меѓу себе, да имаат сериозни привилегии, да дојдеме во ситуација од Апасиев, кој што одеше со точок во собрание, до Апасиев, кој што сега го возат во џип со службено обезбедување од партијата. Да, личности кои што дојдеа без високо образование, оформено, без никаков имот, сега да возат скапи коли за жал и да прават сообраќајни несречи. Значи, ги уживаат привилегиите на овој систем кој што они го критикуваат, а на име на тоа хејтаат све живо диво друго и немаат никаква друга политика. Само себе придобивки. Ти најдобро го осети на своја кожа тој вокабулар, начин на однесување и се како се справуваше со тоа, беше приземно, максимално безобразно. Јас сум воспитан да бидам културен, воспитан човек кој што ги живее христијанските вредности, конзервативните вредности, така сум воспитан од дете, така сум се образувал, така сум оформил семејство и никогаш не сум дозволил такви личности кои што се на според мене талогот на општеството да допрат до мене, така што и да каже, да напишете, апсолутно тоа во мојот живот не значи ништо. Споредбата со СДСМ, вие не толку одамна, пред година и половина, бевте 7 години поред во опозиција. Чуму не ви текна да отидете да протестирате пред телевизија, да направите пресконференција и да направите графикони, која вест каде била најбитната да им кажете на граѓаните, па тие и тие портали, телевизии, вестници, тогаш да не се лажеме, се беше под нив, но еве, чуму вам не ви текна да го направите тоа, еве имавте претходно еден пример од Заев кој што сега го применува Филипче не случајно, нели? Не сме случајни во политиката, никој таму, и ние имаме сериозен центар за комуникации кој што луѓето кои што работат таму, еве дел сум и јас како човек кој што излегува на пресконференција, имаме сериозно едукација претходно на темата, на сериозни семинари во странство во Македонија, така натаму сериозни експерти. И ако е некоја правило кое што прво се учи во делот на политичкиот пиар, од аспект на политичар, е дека секогаш со новинарите и со медиумите треба да видиш што е можно поблизок пријател. Во смисла да му дадеш одговор на секое можно прашање, во смисла да го почитуваш максимално времето кое што ќе ти го даде да го искористиш за своја презентација, да ја дадеш својата страна на приказната и дури да се пишува негативно за тебе, што е легитимно, меѓутоа голем прак на толеранција треба. Апсолутно, како политичар да имаш сериозен трак на тоа е веќе и тоа е слободата на говорот која што не ја почитуваат, а сега вие им пречите во нивната слобода. Дури во пресудите на Европскиот суд за човекови права се е влезена оваа висока толеранција која што треба да имаат политичарите во однос на другите луѓе. Значи и апсолутно тука нема љутење, нема. Напротив, треба со своите аргументи, со своите вештини, со своето знаење да успееш во јавноста да го наметнеш она кое што е твоја идеја, она кое што е твоја теза, она кое што е твој проект, да ги убедиш и медиумите, и новинарите, и преку нив јавноста дека ти си бил во право, а не како мало дете да се љутиш затоа што темата која што ти си ја замислил на начин на кој што ти си ја замислил, која што е тотално фейк њуз, не ти поминала вака како што си сакал во јавноста. Сме имали ние утки некогаш во пиарот кога сме процениле дека нешто било добро да се сподели, а не поминало добро, така што никогаш на крај памет не ни текнало за тоа да ја обвинуваме уредувачката политика на медиумите. Напротив, сме си ги наоѓале грешките кај нас, сме се коригирале, сме напредувале, сме се поправале и сме успеле да оформиме еден тим во Центарот за комуникација за кој што можам да кажам дека е убедливо по стандардите и по начинот на функционирање многу нивоа над се друго кое што постои во другите политички партии во Република Македонија. Минатиот период, не толку одамна, слушавме од тебе за криминалите во лотарија,
слушавме потоа за криминалите во ЕСМ, многу милиони, 3 милиони во лотарија, чинам 8 во ЕСМ, од она што се знае, верувам дека се многу повеќе. Дали да очекуваме од тебе, и денеска имаше пресконференција, деновиве дека ќе продолжиш со обелоденувањето на овие криминали? Тоа се мои теми условно кажано вака, по кои што сум препознативи, кои што ги не бараме да не кажеш што утре ќе кажеш со шегу. Ќе има вакви пресконференции. Она кое што беше од лотарија произлезе од ревизорскиот извештај, кој што го направиле Државниот завод за ревизија, кој што бил доставен до јавното обвинителство, а кое што воопшто не постапило по него. Не е од Daily Mirror нешто извадено или Не. Ова е многу квалитетен, морам да признам. Државниот завод за ревизија квалитетно си ја сработил задачата, една квалитетна ревизија од која што произлегува сериозни низа на криминални дејствија, повеќе, да кажам, кривични дела кои што се прекршени, и во рамки на тие кривични дела милионски суми се проneверени. Она кое што е запрепастувачки е што по закон Државниот завод за ревизија, кога во извештајот ќе констатира основано сомнение за постојање на кривично дело, е должно тој ревизорски извештај да го достави до јавното обвинителство. Тој го направило. Меѓутоа, она што се препастуваш, зошто јавното обвинителство воопшто не реагира. И зошто треба да се врши јавен притисок, дали преку новинари, дали преку пресконференции како политичка партија, дали преку самата јавност која што ќе почне буно да реагира, за да почне јавното обвинителство нешто да работи. Овие кривични дела во овој ревизорски извештај се нешто сосем различно од оние кривични дела за кои што веќе се гонат делот таму раководните лица во лотарија. Ова е дополнение на тие кривични дела. Во ЕСМ исто имаме веќе, нели, таму се приведени, уапсени сериозни кривични дела, и тоа е она кое што јас го правам е покрај тоа што се обидувам да преку еден јавен притисок, кој што е нормална демократска алатка да придобиам јавноста да реагира, да почне јавното обвинителство да работи, да почне судот да суди. Некако заев да им се јави. Не, немам ја комуникација. Јас Тоаш не прави пресконференција, реагира. Немаме ние, не сме такви ние. Како и да не преципираат. И на власт и во опозиција правите пресконференции за да допре гласот, ама никако. Затоа што ние јавниот обвинител не го разрешиме, да не збориме сега за суди и таму и обвинители. Апсолутно немаме допирна точка со тие. Ние сакаме тие истите нека почнат да работат. Немаме проблем ние со име и презиме. Немаме проблем. Кој сака нека биде. Не имам проблем дали работат или не работат. Ако стојат кривични пријави, значи не работат. Кој сака да е, нема толеранција, мора да работи. Тоа е едниот аспект кој што се обидувам и се надам успешно го правам. И вториот аспект е да одговорам на она кое што СДСМ го прави. Знаете, не може вие да сте владееле на ваков начин, тотално криминализирана цела држава, тотално трошен исцеден буџет до максимум, да ја доведете државата до ситуација да не може плати да исплаче, што е нешто бейзик за една држава, нешто што по дефолт се прави. Седарство крадено во државата, да нема институција во која што нема криминал. И сега истите тие луѓе кои што биле министри за внатрешни, за култура, за труд и социјала, за здравство, лидерот, сега да не ги редам сите, сега тие истите во собранието и преку пресконференции да се прават дека ништо од тоа не важи, си тај ќе го заборавиме тоа, точка, сега ние сме опозиција и од сега ќе почнеме да зборуваме како треба и да попуваме на власта како треба да работи. Не, ти кредибилитетот си го изгубил. Ти не си водел држава на начин на кој што требало да ја водиш. Ти не си гонел криминал. Дуи направи ршум затоа што СДСМ им се плашеше дека ќе ги тргнат од власт затоа што ги уценува. И тоа не сме да биде заборавено, не за друго, за да не се повтори. За да веќе никогаш не дојдеме во една таква ситуација како држава. Кој губи, има право да се лути 4 пати поред губат на избори, но нема право да тера и како опозиција да лифирува лажни вести. Тоа треба ли да го сватат конечно? Она што се бунат за слободата на говорот, повторна приказка, не можеш да лифируваш лажни вести и да тврдиш дека можеш, не можеш, тоа е нонсенс. Само да дополнам дека историски порази губат они. Историски порази доживуваат. Значи прв пат се случува партија која што од опозицијата победи на локални избори, тоа прв пат се случи 2021. Убедлива победа на парламентарните 24-та, значи една огромна победа, историски минимум на СДСМ, историски минимум на локалните избори, значи еден континуитет на порази председателски. Максимум со Силјановска, да, и тоа. Да, сериозни дебакли,
И сега, знаете кој е тој менталитет на црвена буржуазија? Не се тие виновни. Дека краделе, дека грешеле, дека не спровеле никакви политики, дека не ги реформирале институциите. Не се тие. Тие се безгрешни и предодредени да владеат. Сега кој е виновен? Виновни се медиумите, затоа што не известуваат по волјата на овие, на црвенава буржуазија, и со тоа ја манипулираат демек јавноста, и сега јавноста е, нели, они така смета толку неинтелигентна и подлегна под некакво влијание, инаку они се наисправните. Тоа е нивната логика, тоа е нивниот менталитет на размислување и затоа они не се реформираат, не наоѓаат грешки кај себе за овие дебакли, туку наоѓаат виновник во некој друг. И го со прст настрана тоа, да не речам селјачкото, ама кога покажуваш со прст некому. Така. Тоа е така. А особено на медиуми што е тотално недемократски. Така. Ти благодарам, што беше? Ти благодарам за поканата и можноста да ете ги изнесам дел од моите размислувања, ставови и мислам дека доста работи разјаснивме и бевме интересни за јавноста и се надевам дека следната емисија која што би ја направиле во 2026 ќе биде една анализа на ова правда која што мора да ја донесеме во Република Македонија во 2026. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.